директно од Македонскиот институт за медиуми, каде што ќе ги дознаеме деталите околу новиот кодекс на новинари, кој што на јавноста ќе биде представен утре, а деталите во ова издание на утринската на Тилма ќе ги дознаеме од директорката на МИМ Билјана Петковска. Добро утро и благодарам пред се што сте дел од ова издание на утринската на Тилма. Разговараме за новиот кодекс, па што е тоа што ја наметна потребата од неговите нови измени и дополнувања исто така. Добро утро, Вања. Поздрав до вашите гледачи. Благодарам за интересот во врската со темата етика во новинарството, која што е важна тема која ги засега не само медиумите, туку и сите граѓани, бидејќи новинарите и медиумите постојат и работат за јавниот интерес, за можноста на граѓаните да имаат пристап до точни и проверени информации. Значи, кодексот на новинарите е една етичка рамка која ги содржи сите главни етички одредби поврзани со професионалното и етичко работење на новинарите. Тоа е на некој начин Библија на новинарството. Актуелниот кодекс на новинари е донесен 2001 година и ние имавме можноста и честа тога заедно со Сдружение на новинари на Македонија и во соработка со Меѓународната федерација на новинарите да го изготвиме тогашниот кодекс, кој што еве веќе 25 години е на сила и представува главна етичка и професионална рамка во работењето на новинарите. Низ годините таа мислам дека го издржа тестот на времето, бидејќи и тогаш беше направена во координација со колегите од Меѓународната федерација на новинари, значи ги содржеше најважните стандарди кои што се применуваат и на меѓународно ниво, на европско ниво исто така што ние по ништо не отстапувавме од тоа. Но со текот на времето, особено последниве години, со рапидната промена на технологијата, технолошките аспекти во функционирањето на медиумите значително се сменија, платформите на пренос на сигналите, на содржината, тоа се изменето, особено со присуството на социјалните мрежи, на целиот концепт на кој што функционира размената на информации веќе е поинаква, вклучително и вештачката интелигенција. Тука ќе се надовразам на следното прашање во кое што ќе споменаме вештачката интелигенција, бидејќи во самата најава за промоцијата на овој документ напоменавте дека има нови стандарди во новинарството кои што се наметнати од новата дигитална ера, а таа секако нели ја подразбира употребата на вештачка интелигенција. Каде е границата меѓу етичка употреба на вештачка интелигенција во медиумските производи и ризикот од ширење на манипулации и дезинформации исто така? Да, овој кодекс за прв пат вклучува одредба која што се однесува на користењето на вештачка интелигенција. Тоа конкретно е содржано во членот 16, кој што истакнува дека употребата на вештачка интелигенција во новинарски продукт мора секогаш да биде јасно означена и новинарот, авторот на новинарската содржина, секогаш е одговорен за точноста на информацијата која што се презентира и за интегритетот во целина на новинарската содржина. Исто така истакнато е дека е неприфатливо користење на вештачка интелигенција со цел ширење и создавање на манипулативни содржини или лажни содржини или сето она што значи суштински изменети содржини. Овде особено се мисли на она што меѓу граѓаните е позната, особено меѓу младите, deepfake видеа кои што целосно го менуваат сршта на она што е вистина. И поради тоа е означено во новиот кодекс како важна етичка одредба која што треба да се применува. Меѓутоа, ако ми дозволите, јас би се осврнала и на уште неколку други работи. Значи, сегашниот кодекс, всушност кодексот што утре на јавен настан ќе биде презентиран заедно со колегите од Сдруженијето на новинари на Македонија и Советот за етика во медиумите, тоа се две новинарски тела.
членски организации кои што во своите структури имаат етички комисии кои што се грижат за примената на кодексот и се одговорни за постапување по жалби од граѓаните во случај кога граѓаните сметаат дека етичките стандарди во одреден новинарски продукт се нарушени. Те имаат право да се пожалат таму и тие етички комисии постапуваат по овие жалби и јавно ги објавуваат своите решенија. Граѓаните имаат можност, деталите и процедурата, всушност механизмите да ги искористат преку веб страниците на овие две организации, Совет за етика во медиумите и Издружение на новинари на Македонија. Значи, сегашниот кодекс што е клучно би рекла, нели, што е најново. Клучните измени, односно новини. Да. Она што за прв пат го воведовме е во преамбулата да се дефинира јавниот интерес, бидејќи тоа е една, многумина го толкуваат како една многу широка и растеглива категорија, посебно политичарите и бизнисмените. Знаат овде да имаат едни така прилично интересни дефиниции и разбирање на поимот. Меѓутоа се одлучивме за дефиниција која што е според европски и меѓународни стандарди, а тоа е дека јавниот интерес е всушност објавување на секоја информација која што ќе им помогне на граѓаните да формираат мислење или став за одредени прашања, кои што најчесто се однесуваат на прашања од безбедноста, здравјето, јавната отчетност, особено на носителите на јавни функции, како и правата на човекот и граѓанинот. Заштитата на човековите права е во сршта на новинарската професија. Понатаму, ние врз основа на широк опсек на дискусии кои што ги правевме во изминатите година и пол и две, добивме од новинарите фидбек и заклучоци и препораки кои што се однесуваат на нивната теренска работа и она што од пракса тие сметаат дека не е доволно регулирано во актуелниот кодекс и препораките беа да некои работи се вклопат во новиот кодекс. Исто така направени се компаративни студии за тоа како какви се промените во голем број кодекси низ Европа и во земјите од регионот, бидејќи со вештачката интелигенција и незината значителна вклученост во медиумската продукција се наметна, нели, потребата не само кај нас, туку и насекаде низ Европа да се прави ревизија на тие кодекси и врз основа на тоа се направени и други клучни измени, да речам дефинирано е во делот на еве да речам од пракса самоубиства, обиди за самоубиства. Овде имаме многу сензационализам, многу често необјавување на содржини кои што се веќе надвор од јавниот интерес и задираат во приватноста на жртвите или нивните најблиски. И поставена е таква одредба со која што се упатува на поголема емпатија и објавување само на оние содржини кои што се неопходни со цел да се заштити јавниот интерес. Потоа на делот на вештачката интелигенција го спомнавме. Овде нагласено е исто така дека новинарската содржина мора да биде проверена од повеќе извори, најмалку 2 неповрзани, ако е тоа возможно и ако одговара, нели, на контекстот. Во делот на известувањето од политички настани, не само привиден баланс, бидејќи ние во денешново медиумско обкружување, па дури и на терестријални телевизиски канали, имаме значително фаворизирање на одредени политички партии и тоа апсолутно е недопустливо. Тоа не е новинарство, тоа е чиста пропаганда и граѓаните тоа треба да го знаат и токму овој кодекс им дава една рамка, еден механизам со кој што граѓаните можат да си ги бараат своите права, бидејќи и во најновите европски стандарди кои што го обликуваат
законскиот, да речам, дел, иако ова етика, ова не е поврзано со закони, но сепак имајќи го предвид сето ова дигитално специфично време во кое што живееме, правото на граѓанинот да има пристап до точни и проверени информации, што му ги обезбедуваат медиумите, а особено новинарството, значи да правиме разлика, новинарство е едно, медиум е многу по-широк поим и термин, значи тоа е него право и граѓаните треба да си ги бараат тие права. Едноставно, давателите на медиумски услуги, тоа се медиумите, и државата, која што ја обликува рамката преку законите, а преку пазарните механизми се тие кои што треба да помогнат граѓаните да го остваруваат ова свое право. Секако тоа е неприкосновено право, затоа и ги информираме нашите гледачи на оваа тема. Ќе ви се заблагодарам за ова исцрпно објаснување. Утре секако јавноста ќе може да се запознае и подиректно со овие измени и дополнувања на кодексот. Во интерес на времето овде ќе го заокружиме нашето второ линковско вклучување и само ќе потсетиме дека на последниот извештај на Репортери без граници Македонија падна за 3 места, што беше втора година поред на негативен тренд кога станува збор за слободата на медиумите.